Во Македонија има околу 6000 глуви и наглуви лица, а голем проблем со кој се соочуваат сите овие лица е комуникацијата. Тие се борат во иднина да има изедначување и третирање еднакво како за сите инвалиди, така и за нив. Томица Стојановски, веде председателот на Националниот сојуз на глуви и наглуви на Република Македонија, на одбележувањето на Светскиот ден на глуви и наглуви и 70 годишнината од основањето, порача дека во иднина треба да се зголеми бројот на толкувачи на знаковниот јазик. Голем проблем е комуникацијата која не може да ја остварат во секојдневниот живот, образованието и работата. Има лица глуви што не работат, значи или работат некои си основни функции, позанемарени се, подискриминирани се, бенефициран стаж за пензионирање например немаат, а инвалиди се, значи нема изедначување, значи со сите категории. Сите категории на инвалидитет се исти, без разлика дали се работи за телесен инвалидитет, слепило, глуво, значи сите се исти. Ке се бориме во иднина да има и изедначување и третирање подеднакво. Еве, например, додатокот на глувост, за глувост сега моментално изнесува 4000 денари. Ние би сакале во иднина, значи, тој да се изедначи со додатокот на инвалидност и на останатите категории. Значи, да бидеме на исто рамниште. Секој инвалидитет има своја тежина и не треба да се занемари, значи, треба да се работи да бидеме подеднакво исти. Стојановски рече дека овие лица се соочуваат и со проблеми во натамошното школување, со вработување, но и воопшто во секојдневниот живот. Секој инвалидитет има своја тежина и не треба да се занемари. Треба да се работи сите да бидат исти. Од големо значење се идни проекти како што се градинка за деца или социјализирање на глувите дечиња во постоечки градинки со деца што слушаат, со тоа што ќе работи на нив дефектолог, стручно лице, за да можат основните работи да се стекнат со познавање на основните работи и во прво оделение да бидат на исто ниво со децата што слушаат. После проекта сакам исто така да интернет телевизија, значи многу се битни информациите кои што ние ги добиваме. Имаме бариера со навремено добивање на информации, значи од случувања во државата, од странство. Стојановски додаде дека Националниот сојуз на глуви и наглуви постои од 1948 година и досега има остварено вредни резултати на полето на заштитата, едукацијата и рехабилитацијата на глувите и наглувите лица на територијата на Република Македонија.